Добро. Гледате, имаме еден концепт дека имаме тело, имаме ум и ние сме душа. Тоест, тоа сме ние. Еве го концептот. Гледате, целата идеја е дека имаме душа, имаме ум и имаме тело. Сега, со кој ние се поистоветуваме? Ако се поистоветиме со телото, тогаш правиме телесни работи. Имате различни тела, гледате, имате многу тела кои што се наоколу. Само телото е пуштено, нема дух, нема ум и прави телесни пориви кои што телото ги има. Секако телото си има своји пориви, но тие мора да бидат етични пориви и ако има човекот етични пориви, тогаш веќе не е само тело. Што значи дека етиката доаѓа од нас како битија. Етиката доаѓа од нас како душа. Но ако опуштиме само телото да функционира и само телото да, ајде така да речем, прави глупости некогаш, поради тоа што се базира на пориви, кои што телото ги има, тоа се пориви или основни инстинкти за преживување, но како тело зборувам, тогаш имате многу такви луѓе кои што се во таа зона. Имате луѓе кои што се користат умот. Имате луѓе кои што го користат умот. Фактички ние сме душа која што го користи умот. Ајде да се ставиме сите во оваа категорија. Ум кој што го користиме и душа која што едноставно сме ние. Ајде да објаснам тоа на друг начин. Замислете сега имате еден авион. Трупот на авионот е телото. Командите, знаете, кога ќе влезете во кабината на капетанот имате многу команди и тие команди се умот, ајде така да речам, и она што го имаме после тоа е душа. Тоест душа е капетанот. Кога ќе влезе капетанот во самиот авион, он ги користи инструментите за да види каква е состојбата и така натаму и едноставно го слетува авионот. Но ајде сега да замислиме следнава ситуација. Значи, ние што сме? Ние сме капетанот, ние сме пилотот во авионот. Но капетанот или пилотот, за да раководи успешно со авионот и да го спушти авионот како што треба, каде што треба, он мора да има точни инструменти и точни работи кои што му покажуваат од пилотската кабина, имаме мерни инструменти кои што пилотите користат за да видат различни работи, не се разбирам ние, но само аналогии споредба право. Но замислете, имате ситуација каде што пилотот добива информација дека нема гориво. Авионот е пун со гориво, а му сред океан. Така и дека треба уствари да го спушти авионот. Он ќе направи грешка поради тоа што самиот мерен инструмент не функционира како што треба. Сега, што е мерниот инструмент? Тоа е умот. Сега сум зборувал дека имаме два ума, аналитичен ум и реактивен ум, ова е откритиот филозофот Хабард, кој што зборува за умот и фактички открил дека умот, аналитичниот ум врши точни пресметки и него треба да го користиме, но реактивниот ум врши погрешни пресметки, поради тоа што во него се снимени дадени трауми. Он зборува за тие трауми, ги нарекол енграми. И тие трауми, зборот енграм се состои од два збора, ен и грам. Ен значи во, грам значи пишување на грчки, енграм значи запис во умот од нешто неубаво. Ајде сега да речеме имаме тие енграми во умот. Тоа е реактивниот ум. Ги имаме тие енграми. Имаме два типа на енграми. Физичка болка и психичка болка. Сега тие енграми кои што човекот ги има во себе. Ајде да кажеме имате ситуација каде што некој дечко еднаш го каснал куче, втор пат, трет пат го каснал куче, он има 3 енграми на тема куче. Сега има девојка што има подлица е пријателска, ама он се чувствува под стрес затоа што умот, реактивниот му дава погрешен сигнал поради тригерот, поради сличноста, поради лаежите, дека уствари повторно ќе биде каснат. Сега гледате, тоа е исто како да имате пилот и пилотов не знае зошто, ама покажува мерниот инструмент дека нема гориво. И сега треба да направи слетување, ама на погрешно место. И гледате, во умот имате дадени ситуации кои што во вашиот ум функционираат против вас. Тоа се тие трауми. Има два типа на трауми. Физичка или психичка болка. Психичка болка се моменти на
некој тип на загуби или закана за загуба. Ова не е настан во Кочани што се деси, не Боже да добава ќе почне над куче, ќе умре, ќе го избркат од работа некој човек и така натаму. Сега што се случува? Ајде да кажеме, шефот му викал, неколку пати го коригирале, направил грешка, го избркале од работа. Он сега има енграм. Видите, он сега има траума во неговиот реактивен ум. На наредното работно место он е подгрч. Подгрче за да не сгреши. Подгрче да не направи некоја белја. Подгрче да не направи нешто кое што не треба да го направи и така натаму. И што се случува? Тоа е поради тоа што сега умот му проектира дадени сценарија и дадени ситуации кои што се лажни. Гледате, исто како што пилотов добива сигнал дека треба да го слета авионот поради тоа што нема гориво, сега фактички на него умот му вика боле да не едеш ти сега на работа, земи си ти боледување, он само што почнал, не знам дали има право одмор да зима или ово или она да зима, затоа што се плаши дека ќе го избркат од работа. Он не гледа дека уствари со самото тоа што се плаши дека ќе го избркат од работа, он почнува да добива негативни поени на тоа работно место и на крај ќе станат незадоволни со него и ќе го избркаат од работа. Но гледате, стравовите кои што човекот ги добива, доаѓаат како резултат на проекција од нештото што го проектирате вие. Сега, умот, ајде да речеме еве го умот. Еве ги тие трауми. Енграми. Он низ нив проектира. Замислете сега имаме проектор. И он проектирајќи низ тие енграми, она што се случува, почнува тука он да проектира страх, тоест стресни ситуации. Зошто? Затоа што ги има траумите кои што му се од минатото. Но, да ви кажам една работа, никој од нас не знае зашто ги има тие стравови. Зашто треба, не знам, да направи ова или да направи ова. Тој реактивно му кажува фактички да се повлече кога треба да посегне. Му кажува да посега кога треба да се повлече. Затоа што не прави разумни работи. Затоа што многу често и стравовите, кои што се многу често неразумни, не тераат да направиме неразумни работи. Но тие стравови уствари доаѓаат од минати трауми. Ете, затоа не е многу лесно да човекот се справи со неговите стравови и со негативните мисли, затоа што и стравовите, тоест негативните мисли, негативните емоции, доаѓаат уствари од подсвесната меморија која што човекот има насобрано во себе. Сите тие стравови, сите тие негативни емоции, сите тие неубави мисли што ви се проектираат. Гледате, умот ги проектира тие мисли. Но што се мислите? Мислите се слики уствари. Мислите се имагинациите што ги правиме. Ајде да речеме вака. Кога ќе ви речам помислете на вашиот најдобар другар или на најдобра другарка. Помислете, во овој момент помислете на вашиот другар, најдобар или на другарка. Помислете. Дали не ви дојде слика? Видите, што е мисла? Мисла е слика. Сега, кога човекот ги користи тие слики, тоест имате слики во подсвеста, кои што човекот се случиле дадени работи. Ајде да кажем да го земеме наједноставниот пример, кучиња го каснале. Мајката му викала, не знам, или таткото му викал дека добивал единици, таткото му викал дека е бељаџија, таткото му викал дека прави проблеми, таткото му викал дека што и да е. Го убедил на крај дека таткото го убедил дека е бељаџија, дека прави проблеми така натаму. Но гледате, на погрешен начин го убедил, поради тоа што се човекот сватил дека не треба да биде, не треба да постои, затоа што секое бивање и постоење за него е еднакво на проблеми. И сега он што прави? Он почнува да се спречува поради тоа што добил дадени информации во форма на трауми кои што сега функционираат контра него. Значи, нашето минато, болното минато, негативното минато, уствари секогаш работи против нас. Работи против нашите цели, работи против нашата самодоверба, работи против нашата храброст. Но тоа не сме ние. Гледате, тоа е погрешен дел од умот кој што душата не го контролира. Гледате, душата има слики кои што ги контролира. Тоа се тие свесни слики, убави моменти, неутрални моменти. Ви реков, помислете на некој пријател кој што го знаете од основно средно, ви дое слика, ама се таа слика ја нема. Но што се случува кога ќе имате кавга со вашиот сопруг, со сопруга? Ајде да речеме, вие сте гледале кавги од караници со таткови и мајкави. Така, таткови и мајкави се карале. Како дете сте ги гледале тие кавги? Тие се меморирани во вашиот ум. Сега ќе се скарате со сопругот, но караницата со сопругот ги повлекува да станат активни
сите тие мемории кои што се слични на оваа кавга сега. Гледате се, таткото и мајката се скарале, и они поради тоа што се скарале, тоа тригерува многу поранешни слики кои што се активираат уште од момент кога сме биле многу мали. Затоа што тие слики во умот се поврзуваат и прават еден тип на ланец од слични појави, од слични слики. Имате ситуација каде што дечкото ќе се наљути на девојката и ќе си замине од станчето, гарсониричката каде што они заедно живеат, ќе ја тресне вратата. Видите сега, тоа тригерува минати трауми на девојка, од кога пред прошлиот дечко и раскинал, па предходно била верена, па веритбата не испаднала, па предходно средна школа раскинала со некој дечко, па кога била уште помала, татко и мајки се карале и татко ја трескал вратата на мајката и се излегал таткото демонстративно од дома. Видите сега, тоа се повлекува од оваа случка која што во 2026 година некоја ситуација која што е случајно слична на таа, а не е случајно слична. Зошто не е случајно слична? Затоа што фактички целата нејзина меморија, сето тоа што она го има во нејзината подсвест, сета таа меморија се активира назад. Зошто се активира назад? Се активира назад поради тоа што има сличност. И сега, кога ќе има таква сличност, сите тие трауми од минатото се враќаат и стануваат активни заедно со нивната негативна меморија. Извинете, со негативната емоција. Сега, она имала траума, она имала тага кога татко и мајки се скарале. Татко и сакал да се напушти домот, се скарал со мајки и викнал, она имала 6 години. Таа траума за неја уствари е болна, она мисли дека е надминала, затоа што сега се збори за таа тема, уствари не е надмината таа траума, затоа што во тие слики има емоција, која што е емоција на страх, емоција на тага, емоција на плачење. Се тоа било кога она имала 6 години, сега она има 26 години. Дечкото и затвара врата и си ја напушта гарсонјерата. Тоа за неја е реактиватор на сите тие поранешни мемории, каде што она имала слични настани од тој тип, кои што се уште се наоѓаат врежани во незината меморија. Кога се карате вие со вашиот сопруг, тоа повлекува во вашиот ум да се тригеруваат и да се активираат многу поранешни мемории, кога вашите се карале, кога сте биле сведоци на такви караници, слични такви настани кои што се уште постојат во вашата меморија и во вашиот ум. И она што се случува, тој ум, фактички таа основна меморија, уствари ве тера, се слушнете го ова, да најдете и да се поврзете, ова е во многу ситуации, не секогаш, да се поврзете со особа која што ќе ги тригерува тие минати трауми и минати ситуации. Си кажеш, зашто Жаре мораш ова да ми го кажеш? Затоа што е интересно. Ви го кажувам затоа што е интересно. Затоа што иначе не бисте се поврзале со човек кој што ќе се однесува кон вас слично, како што можеби таткото се однесувал кон мајката. Гледате, имате ситуација каде што таткото не добивал пофалба од мајката. Мајката била поладна. Мајката била некоја која што не давала многу љубов. Мајката била која што не го фалела таткото. Таткото секојаш сакал да се докаже пред мајката, секојаш сакал да се покаже пред мајката. Океј. Синот го гледа тоа. Тоа се мемории кои што остана. Може би се карале на таа тема. Синот ги има тие мемории. Он како оди животот понатаму, веројатно неговите починале, он може да влезе во целосен идентитет на својот татко и она што се случува, да си најде баш таква жена, чудно ли чудо, која што уствари она нема да го валидизира него. Но прашањето е дали он свесно или подсвесно ја избрал таа сопруга. Подсвесно. Секако он се мести у таа состојба. Со други зборови, како да ви кажам, умот ве мести во состојба во која што вие ќе се најдете повторно за да се издраматизира минатата траума која што подсвесно стои во вашата меморија. Затоа и луѓето наоѓаат слични партнерства на тоа како што гледале. Мајката ја критикувала ќерката, никош не ја давала пофален збор, никош не кажувала нешто добро за неа. Чудно ли чудо, она наместо да се фати со дечкото кој што е добар, фин, кој што и дава убави зборови
За неја тоа не е љубов. Она ќе се поврзе со човек кој што ќе ја критикува, кој што ќе ја инвалидизира, кој што на некој начин ќе почнува да се однесува деструктивно кон неја. Зошто? Поради тоа што за неја мајка е еднакво на љубов, но таа љубов не е нормална, здраворазумна љубов и она ќе се поврзе со некој маж кој што ќе го фактички тригерува љубовта у овој случај од мајката, може да биде од таткото. И затоа фактички таа подсвест е многу важно човек да на некој начин ја избрише. И тоа е тоа што ја го работам со моите клиенти, со моите луѓе, како една од техниките, работам и други работи, но една од работите е како да се избрише тој реактивен ум. Како да се избрише таа подсвест, тоа го објаснувам во таа книга Дианетика, која што ја спомнувам често пати. Поради тоа што тој уствари основа на негативните мисли. Зошто? Затоа што кога ги имате тие негативни мисли, односно негативни мемории, тогаш проекцијата низ тие негативни мемории, кога проектира човекот врз тие негативни мемории, она што се случува, тогаш доаѓаат нереални перцепции, како што е стравот. Гледате, затоа што многу често имате негативни перцепции, како што е страв. И сега тој страв, кој што човекот го гледа, е проектираност врз база на некои минати сценарија и минати ситуации, кои што ги имате снимено во вашиот ум. И затоа многу често стравовите кои што вие ги доживувате не се реални. Имате реални стравови, така нема некој да рипне од прв спрат, од втор спрат, тоа се глупости, зашто тоа се реални стравови. Ама имате нереални стравови. Така, може би момчето, дечко го зафркавале како мал, затоа што две девојчиња го откачиле кога бил помлад и сега не сака да се додвори, не сака да приде на некоја девојка, не сака да искомуницира нешто, затоа што го има стравот, затоа што она што го прави е се повлекува кога треба да посега. Зошто? Затоа што на него се го умот му прави сценарија дека наредната девојка ќе го одбие, дека нема да биде како што треба, дека повторно ќе се деси истото, затоа не иде на наредно интервју, затоа што веќе има трауми од претходните загуби на работното место, затоа што неговиот ум му вика ќе биде пак исто. Фактички реактивниот ум што прави? Он сака да го повлече и да го заштити од посегање. Но кога ќе посегнеме, имаме ли ризик? Имаме ризик. Имаме ризик. Е сега, тој ризик и тој страв кој што го имаме пред нас, кога треба да тргнеме напред, е клучот за да ги коригирате или да ги намалите вашите негативни мисли. Секако, најдобро е да ги исчистиме тие трауми од умот. Тука сум, сакам да работам со вас. 078-261-771 мојот телефон, може да закажете консултации и така натаму. Но, она што е многу важно, што сакам да ви кажам, и баш денеска спремајте се за овој лайф си го напишав, како се справите со негативноста во тебе, е да се справиш со она кое што те плаши или она што го одолговлекуваш. Слушнете ме сега. Секако, има начин како да се избришат сите тие трауми, тоа е број 1. Тоа треба да го направим. Но, како на друг начин да се справиме со негативните мемории, негативните мисли, негативните емоции и така натаму. Ајде да почнеме да внесуваме ред во околината, затоа што како почнувате да се очувате да внесувате ред во околината, почнувате да внесувате ред во себе. Почнувате да внесувате ред во себе. И тоа ќе ви кажам две работи. Ова е од моје искуство и ова не значи дека ова е секојаш вака. Ова не е правило. Ова не е правило, ова е само моје ведување, ве молам, не го зимајте како валидно дека е. Не го зимајте како валидно дека е. Сум зборувал во минатото дека имаме меки и остри души. Сте виделе меки и остри души? Мека душичка не сака да повреди други луѓе, она преќе се повреди себе си. Она е уствари перцептивна, она е многу восприема, баш тоа еден рабин го збореше, интересно вика, меките души се перцептивни. Значи они восприемаат, го збореше на социјалните медии, вика, восприема се. Зошто? Затоа што меката душа знае и меката душа е сензитивна. Имате остри души, тие се малку крути и цврсти души и тие не се перцептивни за околината. Тие не гледаат уствари што се случува во околината. Тие ќе кажат збор, ќе те повредат, он нема осет дал те повредил или не те повредил. Затоа што не е мека душа. Меката душа е едноставно многу перцептивна. Таа остра душа, она не е перцептивна, она помалку перцепира.
Она нема, ајде да речеме, латерална перцепција. Знаете, латерална перцепција. Латерална значи странична перцепција за осет за другите луѓе. Сега, ова е мое видување, пак ќе кажам, не значи дека е вистина. Не значи дека е вистина. Меката душа. Меката душа. Гледате, меката душа попрво гледа во себе, отколку што гледа во околината. Зашто меката душа вие ќе кажете не си добра, за никаде си вак, ќе ставите 100 етикети, она ќе почне да верува. Острата душа не. Што и да ја кажете, остара душа одма ќе отфрли. И кога треба да се коригира и критикува, она ќе отфрли. Зашто? Не сака да прифати. Меката душа прифати тоа што не треба да го прифати. Острата душа не прифаќа тоа што треба да го прифати. Така? Ама меката душа е премногу себеувиđајна, и така да кажам, премногу себе насочува и почнува да делува против себе, а фактички острата душа пак делува против себе, ама тоа не го сваќа она, затоа што не може да делува за себе ако ги повредува другите околу нив. Знаете, имате некој што остри душа, ама ја сум многу директна, јас сум многу искрена, јас све ќе кажам. Абе, не треба да се толку директна. Што ви каде мој пријател да немаше политика, ки имаше војни на секаде. Така е, мора да бидеме и политични, мора да имаме мекост во комуникацијата. Ама имате луѓе кои што се премногу директни, тие се немаат осет за околината, што ќе ја повреди околина. Сега гледате, сакам да ви кажам следно нешто. Обично е обратно. Гледате колку интересна ситуација. Кога ќе дојде, например, некоја мека душа кај мене, ти кога ќе кажеш, слушај, ајде да ги изчистиме овие трауми, ајде да ги трнеме овие нешто од твојот ум, она е одма прифати. Вика да. Затоа што она е волна да погледне во себе. Острата душа, многу потешко, ти ќе убедиш да рече, чекај бе, да немам ја некои траумчиња со кои што ја ги джапам и ги фрлам тие трауми како да се ножеви на околината. Стари, шо при острата душа? Она енграмите кои што ги има, ги користи против другите, а меката душа, запамтете го ова, енграмите кои што ги има, ги користи против себе. Гледате, она е у себе деструкција, а острата душа е у деструкција на околината, но фактички е у деструкција на себе си, поради тоа што ако е уништи околината, ќе се уништи и себе си, затоа што мора да се уништи себе си, затоа што не може да обстане сама. Околината на крај ќе го сврти грбот. Острата душа потешко ќе натерате да направи ретроспектива, да погледне во себе си, да види зошто она тоа го прави. Гледате, она развила став за другите луѓе дека се лоши и сега ги користи сите тие трауми од минатото што не ги направила, некој на неј ги направил тие работи и она истите механизми ги користи да ги направи на околината. Ама уопште не е свесна, гледате, она не може, она е помалку свесна дека го прави тоа. Зашто? Поради тоа што не е насочена на себе, затоа што љутина, омраза, огорченост, презир, тоа не се емоции свртени кон себе. Ме разбирате? Тоа е емоција свртена кон таргет на друга особа. И затоа потешко тие луѓе прифаќаат помош и работа на себе. Ова е од моје искуство. Не значи дека е за сите така. Меките души, од друга страна, они ќе му кажеш работи на себе, они преке работат на себе, отколку да ги натераш да направат нешто во околината. Треба сите да работиме на нас. Сакам да ви кажам, треба сите да работиме на нас. Но меките души имаат уште една работа. А тоа е следново. Дека меката душа не ќе да се соочи со луѓето, не ќе да се соочи со околината, не ќе да им ја вметне етиката на околината. Зашто? Затоа што е мека душа и затоа што е перцептивна. И вика, ама ја, ако го кажам тоа, или ако заземам мојот простор, или ако се соочам со луѓе во кои што ја кршат, да не ги повредам. Ама, па ако не се соочиш со околината, себе си ќе се повредиш. Сега гледайте, меката душа има една убава работа која што може да ја примени сега. Да се справи со нејзиниот страв, со нејзината негативна емоција и со нејзината негативна мисла. А што е тоа? Тоа е да почне да ја справува сопствената околина. Што тоа значи? Некој залепил еден куп етикети. Ти си ваква, ти си она, зашто на неј е најлесно да го каже тоа. Еве да ви дадам наједноставен пример. На кого е полесно децата да му се наљутат? На мекиот родител или на остриот родител? Што мислите? На кого е полесно децата да му се наљутат? На мекиот родител или на остриот родител? Пишете ми коментар, ве чекам. На кого дете попрво ќе му се наљути? На кого? Мекиот или остриот родител?
Што мислите? На мекиот, точно е. Зошто? Зашто не смее на остриот. Гледате, остриот е толку остар, што кога ќе му се наљутите на остриот човек, ти знаеш онде дека е до толку остар, да у суштина детето не смее да му се наљути на остриот родител. Детето се плаши од остриот родител. Детето не се плаши од мекиот родител. Гледате, детето не се плаши, да, сите одговоривте на мекиот родител, точно е. Зашто? Поради тоа што може да си го дозволи тоа. Мекијата душа дозволува да и се наљутите. Острата душа, и кога е крива, и кога е грешна, ако и се наљутиш, она поише ќе се наљути зашто си се наљутил. Озбилно размислете. Зашто на острите луѓе не им се љутат луѓето? Затоа што ќе се наљутиш на острата душа, она ти се љути зашто си се наљутил на неа. Се љути она поише, ти имаш основа да и се наљутиш, ама си викаш, дај болje да не се љутам зашто таа пак ќе ми се наљути поише отколку јас што се љутам на неа. И затоа меката душа секогаш попушта на острата душа, затоа што ако се наљутиш на острата душа, таа поише ќе ти држи љутина, зашто си се наљутил и си викаш, не ме требало да ме држат љутина, зашто едноставно не ќе имаш проблеми како мека душа. Ама острава душа, она нема проблем да има проблеми, она крира проблеми. Ме разбирате? Сега, што е една од работите каде што меката душа има предност во справување со негативни емоции и мисли во однос на острата душа? Ќе ви кажам која е таа предност, ова е според мене, моје мислење само. А тоа е да собере храброст, да се справи на културен и убав начин, според нејзини стандарди. Културен и убав начин, според нејзини стандарди, со луѓе кои што и прават стрес. Ако сте мека душа, и ако имате луѓе кои што ви прават стрес, мора да им го кажете тоа на културен, убав начин. Каде луѓето грешат? Луѓето кои што се меки души грешат во тоа дека не го кажуваат тоа само за да нема проблеми. Не, ако не го кажеш нештото за да нема проблеми, тогаш проблемот, негативната емоција останува у тебе. Зошто? Затоа што со некажување ја побиваш сопствената храброст. Ако ќе ја побиеш твојата сопствена храброст, ја рушиш сопствената етика, го рушиш сопствениот идентитет, ја рушиш внатрешната цврстина како битие, и кога ќе се повлечеш да не го искомуницираш тоа, кое што треба да го кажеш, само за да има мир у куќа, тогаш ти имаш немир во душа. Зашто кај меката душа има едно мото. Боле да има мир у куќа. Да, но ако цело време е мир у куќа, ти ќе имаш немир у душа. Но зошто? Затоа што некомуникацијата на тоа што ти го знаеш, мислиш дека треба да го кажеш и да го искомуницираш, останува во тебе, тогаш тоа што не си го искомуницирал во околината, почнува да те потиснува тебе и да те прави помал. Има убав цитат од филозофот Хабард, вели, отстранете го стравот од еден човек и ќе отстраните неговата малост. Стравот ве прави мал. Кога стравот ќе ве направи мал, тогаш проблемите околу вас се пропорционално големи. Зашто може да имате некој човек до толку да е исплашен да не може да излезе од дома. Имате такви ситуации. Кај што човеков е до толку смарен, до толку критизиран, до толку инвалидизиран, до толку побиен и деградиран, да више не знам што прави грешки на работа, нема работа, не е способен да излезе од дома. Зашто? Затоа што е намален. Сега, тој човек, ако почне да си го враќа сопствениот простор и почне да комуницира на околината, на убав начин, културен начин, не со викање, не со викање, така не функционира. Така, ако почнеш да викаш, само ќе те сломелат поише. Зашто гледај ти кога ќе почнеш да викаш, ти на кого му викаш? Па ти му викаш на викач. Тој што е викачот, тој што е проблематичниот. Ако почнеш да му викаш на викачов, ти ќе бидеш изнавикан за цел живот. Ти не можеш да победиш у таа игра затоа што не е твоја. Така да не играј на тој начин. Ти кога ќе влезеш у рингот, ако влезеш у ринг, само можеш да бидеш истепан. Ме разбирате? Сега, ако ти почнеш да му кажуваш на човек, види, ми стави етикета дека не сум одговорен, дека размишлев за таа етикета. Мислам дека не е за мене оваа етикета. Еве ти ја тебе. Дај на некој друг, болje да никој. Или размисли пред да му ја дадеш, знаеш? Затоа што оваа етикета не е за мене. Па ти ставил друг етикета.
ваков си, онаков си. Ти ја гледаш етикета, си викаш што глупост е ова, ја не сум овој. Му викаш на другарите, дојде да се видиме. Слушај, пред 3 дена ми кажа вака и вака за мене. Ама тоа ја не се согласувам дека е вистина. Зашто ќе ви кажам една работа, ако сте мека душен, ќе ви се најдете ти која треба и која не треба, затоа што кога некој е нервозен, тој нема храброст да се развика на острата душа, да се најдете на острата душа, ќе ви се развика на вас. И кога ќе почнат да ви се развикуваат на вас, ти го чувствуваш тоа како неправда во твојот универзум и тоа те јаде од внатре. Сега, таа неправда врати ја и рече, слушај, пријателе мој, ти пред некој ден ми го кажа тоа и тоа. Ама ја не го чувствувам дека тоа е вистина, сакам ти ја вратам оваа етикета, поради тоа што не се согласувам со неа. Не се согласувам со неа. Простор. Видите, ако тоа почнете да го правите, вашите негативни мисли ќе се намалат. Ова не го зборувам за острите души, зашто тие постојано го прават и тоа на погрешен начин, зашто викаат се дерат и така натаму. Острите души треба да почнат да работат на себе. Гледате, меките души им е полесно да отидат они да работат на себе отколку се соочат со околината. Затоа што дај ќе работам ја на себе, ја нешто со мене е грешка. Човек, имаме сите грешка во нашиот дом, ама за тебе е грешка што не се соочуваш со околината прво. А со остриот тој не може да го натераш на себе да работи, затоа што не ќе погледне у него. Зашто? Затоа што му е страх од собственото сечило. Затоа што и онако погледне у себе ќе се исече. Затоа не гледа у себе. Тој што е остриот. И затоа што му е тешко да погледне у себе, затоа што го брани собственото его, зашто мора да биде управо, затоа што сето тоа он напаѓа. Сега на тој човек не може да му кажеш дека ова му е терапијата, зашто не му е. На него терапијата му е да погледне у себе. Ама ќе е тешко да го направи тоа. Па ќе му даеме друга терапија. А тоа е да се обиде да направи љубезни гестови за околината, ама тоа не му оди. Зошто? Поради тоа што ако има премногу трауми, енграми и слики од како се однесувал таткото кон мајката и он влегол во тој идентитет, или она влегла во идентитетот на таткото, или она влегла во идентитетот на мајката што била остра и сечела се пред неа, прво, она не ни гледа дека е мајка или таткој. И второ, иако е веќе толку многу влезена во тој идентитет, толку е многу споена со сите тие слики, да она уствари мисли дека не може да се промени. Затоа што проблемот кај острите души е секојаш мисла дека не може да се променат. За жал, некои од нив и не можат. Мал број. Но поголем број од нив можат, доколку се обидат, доколку прво сватат дека ги повредуваат другите луѓе. А тоа треба да го сватат дека уствари го прават со нивните трауми, каде што нив ги повредиле. Не разбирате, они имаат муници у себе. Имаат музици. Мекиве души не ја користат таа муниција. Ама острите души ја користат муницијата, а меките души користат памукче. Памукче со мицерална вода. Мицеларната вода ја натопиле, так, и гаѓаат со памукче наоколу. Супер. Ама против себе ги користат траумите. А овие, кои што се остриве души, ги користат сечилата и остриците од нивните трауми за околината. И тоа е разликата. Сите имаме работа за нас. Сите. Нема некој кој што нема потреба да работи на себе. Секој еден од нас мора. Сега. Ама поентата е дека многу од вашите страови се проекција од трауми од минатото, за кои што не сте свесни дека постојат, како пилотот во авион, кој што го приземува авионот веднаш после полетување, затоа што инструментот кој што е расипан му вика нема гориво, а след тоа на аеродром и му викаат да пуне авионот со гориво. Сваќа дека нешто е квар. Се тоа што е квар е умот. Умот, тој е реактивен ум. Тој е расипан ум. Не пресметува здраворазумно, он пресметува реактивно. Он не пресметува аналитично. Ние мора да го користиме аналитичниот ум. Сега, што е решението? Почнете да креирате простор околу вас. Почнете да внесувате ред околу вас. Бидете храбри да ги подобрите другите луѓе на убав начин. На убав начин. Гледате, убав начин мора да имаме. На убав начин да ја подобриме околината. И да не се плашите да се соочите со некои луѓе кои што се извор на многу ваши проблеми. Затоа што ако не ги справиш тие луѓе и не застанеш со граници кон нив, секогаш ќе ти го намалат просторот, а мал простор е основа за негативни мисли. Секогаш го кажувам тоа. Кога ќе излезете некаде на хоризонтот и гледате во далечината на морето, никогаш не ви дошла негативна мисла.
Затворете се 3 дена дома. Ќе видите дека ќе ви дојдат нервози, ќе станете деструктивни, ќе викате, ќе се дерете. Зашто? Мал прост, за време на пандемијата имаше некој податок дека имало најмногу разводи во Македонија и во светот може. Нормално е. Мал простор прави негативни мисли. Но човек може да отиде до толкава екстрема да на крај, кога ќе треба да излезе од тој простор, да има страв. Затоа што се научил на малиот простор, затоа што мисли дека големиот простор ќе му дае страв, а обратно, фактички во големиот простор кога ќе осознаеш дека нема ништо, ќе ги трнеш стравовите. Затоа што кај имате луѓе кои што имаат многу стравови, они сакаат да се дома, у безбедна зона. И они не може да излезат дури ни надвор. Зошто? Поради тоа што фактички сега малиот простор им станал пријател, стравот е станал најдобар пријател и се стравот толку и контролира што не можат да не излезат надвор. А се додека не ве контролира многу страво да имате шансата да почнете да излагате, да криете простор, да правите простор преку соочување, и кога ќе почнете да ги соочувате луѓето и ситуациите околу вас кои што треба да ги соочите, може би немам појма, треба да изчистите дома, може треба да изчистите гаража, може треба дома да се изчистите, односно во канцеларијата си средите документи, направете го тоа. Зашто? И тоа е правење на простор. И кога ќе го направиш тој простор, особено ако си мека душа, ќе ти се крене многу самодовербата и сигурноста, затоа што си направил нешто, си делувал на околината. Меките души се плашат да делуваат на околината. Ама мораат. Затоа што она што ќе се случи, ќе се повлечат. И кога ќе се повлечат, ќе им се зголемат стравовите. А се додека се храбри да креираат простор, она што се случува, просторот само ќе расте. И ќе се зголемува. И кога ќе го зголемите просторот, овертинкингот ќе се намали. Зашто се додека сте у страв, ќе мислите и ќе премислувате и ќе правите овертинкинг. Зошто? Затоа што немате храброст да преземете акција. Кога ќе имате храброст да преземете акција, а во тој момент нормалната храброст ви се гледа како лудост, окей. Да ви кажеме на работа. Замислете на некој човек кој што не може да излезе од дома. На него обичната храброст да излезе од дома му се гледа како лудост дека е тоа. Окей, мора да сте малку луди на позитивен начин. Затоа што ако не сте малку луди на позитивен начин, нема да направите простор. Сакате да купите некој стан. Си каже, леле, да ма земам кредитов, абе станав е добра цена, леле, добра цена, кредит, ама кредит, леле, кредит. Викаш, ајде, лутки сум, ке го земам кредитов, имам добар, не знам, добра плата, знам дека некој ќе ми биде жиран, добре, окей, ке трнам у ризик. Супер. Ете си направил нешто, се има стан. Девојка многу убава, леле, многу убава, не, леле. Ами, збори со нега, девојка многу убава, поп, ке му стане жена. Шампион сум, да. Тоа е затоа што храброста, некој ще гледаме како лудост, така не изгледа. Се зборувам за паметни работи, не зборувам за глупости. Немојте глупости да правите, затоа што глупости има деструктивни работи. Не зборувам за деструктивни, конструктивни работи зборувам. Мора да имате малку лудост. Зашто инаку нема да излезете од комфорт зоната. А таа храброст за која што зборам, уствари, на луѓето што се плашат им изгледа како лудост. На некој човек што има страв да летува авион, вика, леле, луд сум ја, леле, луд сум, кај ќе се качам во авион, ја во авион ќе се качам. Вика, луд сум. Супер. Фактички вика, храбар сум. Ама он го користи тој збор луд, затоа што на некој начин кога рече, ова е лудост, се повлекуваш. Не. Некојаш храброста делува како лудост. И е неопходна за да се искрира добар живот. Ја ви кажав мојата приказна, татко ми беше доктор по медицина, викаше ти си луд. Знаеш, и Хитлер ги заштитувал докторите. Сакаше да каже биди безбеден со докторската диплома. И да, стварно бев луд да почнам да го работам ова го работам 20 и кусур години, луѓе. И тогаш, никој не знаеше за вакво нешто, така? Е сега, ама затоа што бев луд, ја би рекол храбар, не луд, затоа што се верував на тоа што ја го знаев. Бев до тоа да сакам да го правам ова што го правам тоа што го сакам. Живеам убаво, така, од тоа што го правам, затоа што не се само финансиите, фала Богу се окей, ама не е само до финансиите, него каков ти е квалитетот на денот, колку си среќен со тоа што го правиш. Знаете, луѓето не го гледаат тоа дека исто така награда и плата. Луѓето некои ќе гледаат само платата како награда, не. Наградата е дал ти е денот добар, преди се. И дал го правиш тоа што сакаш да го направиш. Има многу цитат од филозофот Хавард, вика, кој е тестот за живот добро и живен? Вика, прво, дал си го направил тоа што си сакал во животот, и второ, дали на другите им било мило дека си живеел. И сега гледате, ако го правиш тоа што го сакаш да го правиш, и на другите луѓе им е мило дека живееш, дај Боже, ја уште
живот и работи кои што треба да ги оствариме, така, кој колку си замислил дека му треба, тога животот дали е под контрола? Под контрола е. Ама за да го имате животот под контрола, морате да имате храброст да соочувате работи кои што мислите дека не можете да ги соочите. Гледате, проблемот е дека ти мислиш дека не можеш да ги соочиш тие работи, уствари можеш. Зашто стравот ти прави погрешна перцепција, стравот прави од мува слон, од мравка слон, и она што се случува, ти почнуваш да ја прифаќаш таа игра на стравот, дека уствари имаш слон, а немаш мравка и почнуваш да правиш overthinking, се дека не трнеш, зашто во моментот кога ќе трнеш со акција, overthinkingот се намалува. Гледате, во моментот кога треба да претркаш коло и кога имаш некој што не е искусен, додека ја претркува колото има страв, после кога ќе претркува колото, добре, да, супер. Е така и во животот. Мора да се одважиш да земеш чекор. И кога ќе се одважиш да земеш чекор, ќе видиш дека сите негативности во тебе почнува да се намалуваат. Се додека се мислиш дали да го направиш чекорот, ќе имаш страв, зашто стравот е колебливост и неодлучност. Колку повеќе неодлучност и колебливост, повеќе страв. Колку повеќе јака одлука и превземена акција, толку помалку страв и помалку overthinking. Океј, се гледаме повторно петок. Фала ви што бевте со мене. Чао!